Глеј, може. Неа виден. Ето се ме снима Снима сериозен. Бе, за саат време ќе ги откриеме тајните на универзумот. Сними го. Саат време може да влеземе у тешки муавети. Овој сака да ми забие се, а? Ма не, точакот ќе обрчиш ли на партизански? Точакот? Точакот ми е црно бјанчи, не е бембар. Па, добро, Бјанки, тоа италијанска машина, кој ќе заурла на партизанска. Треба му ставаме онаква чашка. Да, ко мали. Чашка ко мали. Да. Го довади звукот. Добре. За малце ќе погодеш. Ти кажа ли Чески вчера по риба како помена? Ми кажа дека Дуле вискинал. Дуле му даваме не рука, готово, круна му ставаме и кога доаѓа пред да идеме на риба, му се клањаме малце и може да идеме. Ама знаеш ли што ми кажа Дуле дека Здраво Джа. Ми кажа Дуле дека он учел, прател, гледал YouTube видеа. Нон-стоп е со YouTube, со ChatGPT. Со ChatGPT. Кажа дека на ChatGPT прател как му дал пром и што правил. Да. Што треба да јаде, како треба да јаде, според времето, според локација, според све. А ја му кажав за тоа, ама. За тоа може, ја го користам за тоа. За креативни работи. За креативни работи не го користам. Тоа нема тука е наука, нема креативност. Ама нели е креативно пецање риба? Не, чиста наука е таму. Добро, ама креативен е моментот на пецање риба. Чао. Не би рекол, не знам. Интересен не е. Креативен може кога ги правиш мушичките само, кога ги врзуваш. Епа, изгра сонцето. Петок ден за одмор ти е? Петак ми е дан за метак. Запорива е. Од денес, од вчера па нааму. Добро, ама тој ден не тренира. Не тренирам, ама Не кеш да чуеш за тренинг. Запорива е само, со Чески. Са бајле ги држам малите групи, таман прелазот јасен од 12 сат до 12:45 и се оди. Тебе? Ти тренираш 3 пути у петок. Не бе, петок исто ми е... Вчера трчаше од сала каде до дома. Не бе, вчера бев на базен после 6 месеци. Вчера бев на олимписки. И? Значи, као да не сум пливал цел живот првите 200 метри. Зашто така? Па се губи... Се губи ваква? Се губи осет башка 50 метарски е. Аха. Па после пауза? Да. Па 6 месеци пауза многу е, знаеш. Да, мислев дека денеска ќе бидам воспален. Ама? But, actually... А нема вежбаш ATG за тоа. Да не вежбаш ATG, ќе кукаше сега. 3,200 исплија. Браво. Треба за државно, барем малку да се спреме. А лето ќе се спремаш ли? Лето идам дојран на државното, после дојран мала пауза, на сезона пауза и после тоа припреми. Топ. А ATG ќе продолжиш да вежбаш? ATG, mobility. Mobility, а стрентенинг шо? Нема стрентенинг. Па мора таа една недела малце deload. Од све малце одмор, една недела, за тело малце да се опушти
само мобилити. Каков сервис беше тоа? Фатишки со мобилити му враќам назад убаво на телото. Добро, ама активен си. Ама добро сега, да, не правиме муавет, нула активност, лежење. Правиме муавет, прошетка, работа, истегнувања, ствари мобилити. Recovery. Active recovery, да. Yes. И толку, после тоа, фаќање и Турбо. турбо. Сакам барем втора половина од сезона да ја фатам убаво. Со обврски бевме многу првава, али вторава сакам да ја фатам убаво да се стренира. Може. Треба да се одбрани титула. Ајде. А? Стиво, мора да се одбрани титула. Сега на државно ги видиме што ќе биде, ама има уште 2 трки после државното. За тие може да се спремам. Маврово ако идеме, 10 дена таму припреми. Специфичниш, глаб. Сега посериозно што потренирав некој период. И ми се врати тело. Почнав убаво да трчам. Точаче. На базен само што изгубив осета, мај. Сега полега ќе пливам, поише и Ќе се вратиш. Да. Мускул памти, како вика. скупам. Ти правиш пауза у сезона? Немам јас сезона, тоа е работата. Јас вежбам 365, 24/7 се шалам, не. Али, бидејќи не сум у никаков спорт, сум ATG 100% и немам, освен принудени паузи, ама и тие, како што кажа, гледам да се активни, барем да не е скроз пауза, него нешто да се прави движење било како. Јас сум за што и уживаш да правиш, да го правиш само да е физичка активност, што ти исполнува и секако си треба зајакнување и мобилност за да ти ја поддржи да може телото да ја поднесе. Али не сум правил подолга пауза од 2 месеци у живот. Тоест еднаш правев кога требаше да се оперирам и после е многу тешко враќањето. Значи, у твоје колку години вежбаш? 15. Немаш пауза, тоест, уствари ти немаш, еднаш имаш направено полога пауза од месец дена. Да. Другото ти Кога е требаше да се кратко, оперира. нешто одмор, ово, но. Поише од 2 недели не сум правил пауза. И кога сум правил, тоест гледам да не правам поише од 2 недели паузи. Кога сум правил враќањето и физички првите недела 2 е тешко, ќе боли, мислам, воспаление, она. Ментално е поише моментот и тука сум од искуство со другите луѓе. Најголемо е после е тешко да се натераш, па тешко е кога ќе почнеш да продолжиш првите неколку тренинга и тука е проблемот. Затоа да, треба одмор, можеш недела дена не правиш ништо и нема тоа да има некои последици, али веќе втора, трета недела тонусот на мускулите паѓа, силата паѓа, кондицијата паѓа. Така да, ако не е активен одморот со пливање, со движење, со планинарење, со точак, со било што, и е само лежење, има све што си работел многу брзо се губи тоа. Вежбањето е многу убава, ама неблагодарна работа. Можеш да вежбаш 15 години и 2-3 месеци пауза те враќа назад доста, така да. Да бе, јас од тоа што имам читано и искуствено и со тивка. Бугарска беше ова. Значи од искуство и тоа што имам читано, вика телото многу лесно се адаптира на се. На се. Ама најлесно се адаптира на полесно кога му е. И сега ти вежбаш и овој момент застануваш и ништо не прави тело. И тело нема потреба да продуцира енергија, така? Нема потреба да активира мускули и си вика, па супер, не треба поише енергија, дај ќе си сторирам тоа што е екстра и Ќе иде во... да произведувам. Да. И иде во, као беше она, sleep mode на компјутера. Зимски сон. У зимски сон. Хибернација, Да. хибернација. И после полога пауза, не знам, јас сум осетил, сум имал.
После тоа враќањето е драма. И баш кај тоа у периодот дека правам паузава, мене ми е немам енергија. Сега сум имал пред тоа све сум правил, сум тренирал, сум работел, све уедно и имам енергија за се. И најнаш сега после пауза немам енергија. Како немам енергија. И после од кога се расчита, сватив дека уствари тело си се адаптира и креира енергија колку што е побарувачката. Ако ти немаш побарувачка, нема да искреира енергија и ти е тело нема енергија, психолошки плюс ти влие, така? Не ми се излага, не ми се трча, не ми се иде на вежбање, не ми се вози точак, не ми се работи, ништо не ми се работи. А сега, се вратам, така, почиња да вежбам, да правам ствари, малку по малку се зголемува тоа и се поише енергија креира тело. Така е. И тоа колку за да имаш енергија, знаеш, луѓето мислат дека треба да внесеш, не први не треба побарувачка да створиш, колку поише се движиш, толку поише телото создава енергија. И јас функционирам на тој принцип и го применувам и стварно е така. Многу е битно да се задржи моментумот на движење, тоа е тоа, на активност. И се влага, после станува навика и немаш и ментално е полесно, немаш потреба да се тераш, едноставно станува дел од тебе и ја кога правам поише пауза од 2 недели, веќе не се осеќам убаво, кога не се осеќаш убаво, кога треба да вежбаш многу, ја не се осеќам убаво кога не вежбам, зашто да тело ми бара. Не си продуктивен, у све друго што правиш не ти убаво. Било што, да. Не си продуктивен едноставно, као се осеќам дека сум тежина на светов. Да, и баш кога колку поише вежбаш, да, поише пауза можеш да правиш и да немаш као некој кој знае какви ефекти од тоа, нели можеш 5-6 месеци и ќе ти памти телото, но после све побрзо као станува полошо. Види, јас кога правам пауза, јас имам, например, у сезона, у триатлонска сезона, јас имам 2 паузи. У периодизацијата на годината имам 2 паузи, една поголема, една помала. Поголемата ми обично ноември, тој период, кога завршуваат сите трки, и тогаш правам 2 до 3 недели пауза. И сега што е идејата? Идејата е да се рекуперира телово, затоа што ја пред тоа многу сум го трошил. Значи, имало преголема употреба. Да речеме, јас сум тренирал по 20-25 сати неделно. И сега, за да малце одмори телото, мускули, тетиви, зглобови да олабават, правам 3 недели пауза и после тие 3 недели, да, ми е тешко враќањето, ама осеќам и малце и психолошко леснување, пошто многу тренинг, и сега наеднаш пак ми е интересно да завлезам. И сега кога се враќам ја после тие 3 недели, се враќам полека. Значи не се форсирам, не одма интервали јаки, полека. Значи првите недела, 2 ептен лесно, ништо интервал, све лесно на осет. И после тоа полека, малку по малку некои ситни интервали, кратки, за да се размрда телото. И како тече периодот, почиња база да правам, така, во зима обично правам база. После тоа, после базата, колку е поголема базата, толку подобро, поспремно ќе е телото за кога ќе го мачиш, ќе има фактички моторот станува поголем. И после тоа имаме поспецифичен период, каде што се билда поише телово, у смисла на појаки, подолги интервали, поспецифични за трката. Кога ќе дојде блиску до трка, еден специфичен период пред трка и пред секоја трка, 1 до 2 недели правам тапер, кој што е као одмор на телото, од целиот напор што го има. Тапер од издржано. риболов, знам што е тапер, од подебело кон потесно иде. Така. Фактички од понапорно кон по Да, баш е така, значи понапорно кон по да, значи лесно. вака, да рече ова е годинава. Ова е годинава. Како И сега, тука базата имаш многу ставаш. Па билд периодот исто така многу ставаш, многу обем, многу интензитет на тренинзите, 20-25 сати тренинзи. И сега како доаѓа блиску до трката, следи 1 до 2 недели тапер,
Односно, период каде што од многу голем интензитет и волумен се намалува на помал интензитет и волумен, за да се спреми телово да прими целиот тренинг и у таа недела да одмори малце и кога ќе дојде денот за перформанс, пукаш се што има телото. После тоа, пак малце одмор период од самата трка и пак неколку трки. Сега мене така е сезоната, неколку трки се да речеме од мај, април, мај некаде фаќа, април, мај, јуни и после тоа пак после последната трка обично ми е државното, една недела пауза, пак да се рекуперира телово и пак после тоа тренинг поголем обем за вториот дел од сезонава. Вториот дел од сезоната старта со трки септември, октомври и се враќаме на ноември каде што правам поголема пауза. Значи цела периодизација има смисла да ставам, нели, одмор во тие, затоа што многу се троши телово и од тие. Сега, ова е и искуствено, ама и по литература е вака. Значи јас и искуствено го имам почувствувано, ама и во литература е вака. Сега имаше една сезона каде што во тие 3 недели кои имав поголема пауза, проложив ATG да вежбам. Значи не се баталив од се, проложив ATG да вежбам. Баш тогаш и полагавме за левел 2. И таа сезона ми беше најбољи сезона до сега. Така да има некоја манџа тука дека може ATG треба да останам да го вежбам. Дефинитивно, зашто у оф-сизон, еви, со спортисти, они кога прават сега пауза фудбалери, месец дена ништо, ја викам треба тука да се направи базата за стрен, затоа што после кога им почнуваат припремите, има напорни трчања, тренинзи, не можеш да работиш многу стрен. И ако влезат они со база, после многу поише ќе се гради полесно на таа база, него ние сега треба они почнуваат припреми, ја треба многу да внимавам со стрен тренингот да не се воспалат, не се префорсираат зашто многу напорни тренинзи имаат. Затоа викам они фактички да, после сезона треба да одморат недела 2 и да почнат стрен тренинг месец дена, па после месец 2 припреми, па сезона. Тоа така и се работи странство, тоа ќе има огромен напредок, али да, кога се работи за спорт, као си има, нели, секој спорт своја сезона, надвор сезона и периодизација кога што се работи. Кога се работи за рекреација, ја вака викам, текна поентата што сега да кажам, сум го размислувал, викам, ниеднаш у животот не сум зажалил за направен тренинг. Дури да бил тренингот убиство, тежок, многу, као моментот да сум се осекал многу тешко, многу лошо, кога ќе заврши тренингот сум немал каење, као леле, зашо го направив овој тренинг, или зашо истрчав, или зашо изложев точак, или зашо, не знам, као немало, као, и тоа знаеш дека е добро за телото и дека секој вежбање, секоја физичка активност му годи. Сега, секако да не е тоа пак префорсирање, али на крајот на денот секој движење ќе се чувствуваш подобро за разлика од ако седиш цел ден, вечерта ќе видиш као што направив, као ќе се каеш или изедеш нешто, се преадеш нешто. Милка чоколада некоја, да. 300 грама и после тоа се осеќаваш како најголем измамник. Да, у моментот ти е убаво и после тоа е каењето, додека ова е обратно, у моментот не ти е баш убаво, ама после тоа си нирвана. Тоа е моментот или не знам, изгледаш цел ден или цел викенд, серии гледаш под дома или ништо не правиш, као у понеделник, као ќе се тепаш себе си. Тука е моментот да знаеш дали нештото на телото му одговара или не, отпосле дали, знаеш, имаш кајање што си го направил, знаеш у себе, осеќаш или не. Така да, тоа е јас за рекреативно вежбање, као викам, да, отиди на одмор, направи пауза 2 недели, ама после врати се за да не биде све што си работел, нема да го изгубиш целосно, секако. И секој тренинг е подобар од немање тренинг и 2 месеци е подобро уопште цел живот да не вежбаш. Ја едам според тоа, али моментот е да не се вратиш назад и да не ти биде прогресот као вака, па да иде тешко, него вака, па да задржиш, па да креваш, па да задржиш, па да креваш, па да задржиш, као да има подобар моментум и да немаш тоа враќањето е секогаш тешко, знаеш, као копаш малце, па закопаш, па копаш, па закопаш. Зашто не ископаш, па нека легне малце, па после ископај пак. Као
Да, има смисла. тоа е моментот, поише од 2 недели јас пауза не би правил. Од гледна точка да не влагам у минус, тоа што сум работел, да губам па после пак да го градам. Така функционирам јас себе, 15 години и кога ќе ме прашаат, еј, ти вежбаш секој ден, не вежбам секој ден, вежбам 3 пати неделно, некогаш 2 пати со оверски кој имам, некогаш ќе направам и пауза некоја недела која е премногу напорна, али Ама добро, ти си активен и да, сум у текот на таа недела не правам ATG силови тренинзи, ама пецаш, возиш точак. Да, се движам. Пак не сум дома да гледам, да сум у кауч. Сега моментот Баш кај тебе и природата на работата ти е да не седиш многу. Да, активно. И сега моментот е да се тој моментум да се фати и да се одржува постојано и ќе имаш резултати. И немаш потреба ти секој ден мислат луѓето дека ако вежбаш поише дека е подобро, да се фати некој животен стил што ти одговара и да се тера. И тука Преска што кажа, не е само да се одмори, кога се прави пауза, не е само да се одмори телото и мускулите, него генерално и нервниот систем, затоа што со вежбање го преоптоваруваме него и одморот е поише за него, мускулите ќе се опорават за 2-3 дена. Тоа е тој што дава сигнали на замор и така натаму, и него треба да го растеретиме малце. Затоа и нели она кога викаат некој кога се бави со спорт, не знам, тенис, кога му е оф сизон да прави нешто друго, не знам, фудбал да игра, да вози точак, зашто нервниот систем е навикнат на тенис и на тоа темпо, на тие тренинзи, тој напор и со нешто друго да го разлабавиш, може и пинг-понг например. Пример. Да го разлабавиш, нервниот систем да го растеретиш, а пак да останеш активен и нели, активен опоравок, сепак е боле од пасивен ништо да не. Абе да, глеј, и на одмор на море кога ќе отидеш, ти пак така ќе влезеш, ќе испливаш, нешто пешачење, да, до некаде, некоја планина, нешто хајкинг. Јесте. Така да, кога се работи за пауза од вежбање, има разлика помеѓу спортисти и рекреативци, али генерално поише од 2 недели, јас не би рекол, можеме да заклучиме кај едните и кај другите, не се прави за да не се изгуби моментума. Тоа е движењето, да остане движењето напред и нагоре. Прогресот, напредокот. Да, нели, зборевме ке вежбачиве кога разгледувавме, фактички кога ќе направат пауза подолга од месец дена, посебно у летниот период, после тоа уопште не им се враќа назад, нели, заради психолошкиот момент. Не ми се искача и не ми се прави ова, и таа пауза од 1 месец станува 2, 3, 1 година. 6 месеци, да. Ај 1 септември, ај 1 октомври, ноември и на крај 1 февруари, ја 6 месеци пауза правим. Се случува и тоа. За да не се случува тие работи, да, тешко е, али мораме пауза 2 недели да се вратиме. Полесно е да се вратиме после пауза од 2 недели, него после пауза од 5 месеци. Тоа е дефинитивно. Еви, јас што правев несакана пауза од 2 недели, 2-3 недели сега скоро и месец дена, као можам да кажам, уште осекам некои ефекти, као да се натерам, тешко ја губиш континуитет. Да, и навиката, као тоа, лајфстајлот, као да кажам, тоа као чувството на, треба да вежбам, сега кој ќе вежба и така натаму, као тој момент. Фактички вежбање од тебе си влага у лајфстајлот, у твојот начин на живење, си се навикнуваш, така. Идеш, знаеш, овие денови јас си вежбам, 3-4 пати у неделата вежбам, не знам, еднаш качувам водно, трчам, нешто така. И сега кога излезеш од таа рутина, телото се навикнува на таа нова рутина кај што не вежбаш и после тоа тешко е да се вратиш на претходна, така? Тешко е, да. На тоа моментумот го губиш навиката на понеделник, среда, петок вежбам, после понеделник ќе скокнам, среда, петок, сабота ќе извежбам и така идат обично. Така да мора да се скине тој ланец и уопшто не се дозволи да се направи као одмори колку ти треба и после враќај се на тренинг. Поентира, Иване, ајде, тука сум, ајде.
Значи, по истражување јас што имам читано, а и искуствено, сваќам дека поголема пауза од месец дена, телото многу голем дел губи од тоа што имал истренирано допред тој месец. И после тоа му треба подолго време да го врати назад. И психолошки, ама и физички самото тело. Значи 1-2 недели некојаш и супер доаѓаат. Као телото после тие 2 недели знае па и умот да бидат уште појаки. Да. Ама ако ќе фати више поише од месец дена, особено ако животниот стил у тие месец дена е многу јадење, искачања, не знам, алкохол и такви ствари, тогаш ептен оди во погрешна насока. И после тоа ти треба душе многу подолг временски период за да го вратиш назад тоа што го имаш сработено допред тој месец пауза. Се согласувам и јас сум имал слични искуства. И со клиенти и лично. Па затоа ли ја ставивме сега стрес-фри чланарина? Затоа, за да луѓето да нема мислат, да не викат леле ќе платам сега, па ќе ми кидам на одмор, па ќе ми пропаднат нели деновите тренинзите. Ние сакаме да имате резултати, затоа и постоиме да ги постигнете вашите цели. И затоа правиме све што можеме да се оствари тој да ви помогнеме и ја направивме стрес-фри чланарината каде што до месец дена можете да продолжите. Имате 3 месеци и со можност за продолжување 1 месец каде што би отиште на одмор и нема да ги изгубите тренинзите и месецот, нели, чланарината нема да ви пропадне. Фактички ние им помагаме од финансискиот дел. Така, значи, да не биде дека плаќате сега 3 месеци и нема да доаѓате недела 2. Ние даваме цел месец да може да се продолжи, ама ете како некој екстра стимул за да се вратите назад, така, да доеш да вежбаш после, окей, 2 недели одмор у Грција, у Црна Гора, у Турција, у каде и да се оди, и после тоа си се враќаш, продолжена ти е чланарината 2 недели, 3 недели, колку што си бил, си продолжуваш да вежбаш. Тие 2-3 недели супер. Плажа, море, шетање, уживање, така. Ама после тоа се враќаме и пак тренинг. И дополнително, кога се врата до тренинг, нас не е идејата одма сега се враќаш на таму кај што си застанал на најаката програма. Полека, еден период адаптација, 1, 2, 3 недели, па после тоа пак за да и знаеш на психолошкиот момент, сега пак тешко кој ќе крева, кој ќе вежба. Лесно ќе биде. Првите недела 2 лесно. Дури и само санка и пинг-понг да биде играње првите 2 тренинзи. Да, и се согласувам. Не. Ова за Шпанија не важи. Ова само Шпанија може 2 месеци, ако сакаш. Шпанија ако одиш таму дека ќе играш самба, ова и за тоа нема. Ќе бидеш активен. Катче на ова. Да. Не бе катче за една Можев да издржам да му не откажам. Шпанија дали. И една, порака. Турција овигам, до Шпанија ова го фаќа. Порака за крај, вежбајте ATG, нема мислете многу. Simple as that. Многу е лесно и едноставно. Yes. Баш ка тоа, сега цело лето ќе имаме пинг-понг маса и пикадо за после тренинг. Стрес фри. Кој го земе по едно, тој е болje у пинг-понг. Сега вака. Сега со притисок вака. Притисок.